Социјалдемократскиот сојуз. Другари и другарки, дами и господа, револуционери и победници! Огромно признание и искрена благодарност за 61-иот ден на отпор. Нешто што досега во поновата историја се нема слушано. Благодарам Битола за поддршката. Благодарам Битола за дигнатиот глас. За борбата против криминалот и корупцијата, за решеноста Македонија да трне по нов пат. 61 ден протестираме против неправдата, против криминалот, против корупцијата, против окупацијата на институциите. 61 ден протестиравме затоа што некој реши да заштити криминал во Република Македонија. Токму заради тоа се виде силата на граѓаните на Република Македонија. И затоа и Груевски и Иванов подклекнаа под силата на граѓаните на Република Македонија. И овде нема ниту една институција, нема ниту еден негов другар криминалец што може да го заштити. Не може ниту Миле со хилтата, ниту Горде со тефтерчето, ниту судиите од тефтерчето, ниту обвинителите. Никој, ама никој не може да ги заштити од криминалот. Мафија на робија! 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 Овде од Битола најсилно се праќаат пораките. Најсилно бои нашиот глас. Гласот на пркосот, заради тоа што овде говориме за големите двајца организатори на криминал. За Никола Груевски и за Владимир Двојче. И двајцата одат по истиот пат. Робија! Одат по истиот пат кој што треба да го отвори патот на правдата во Република Македонија. Кој што треба да покаже дека нема недопирливо во Република Македонија. Кој што треба да покаже дека секој мора да одговара пред граѓаните на Република Македонија. И точно е тоа. 10 часа, 12 часа да менувате рецепти за пити со обвинител и со судија не е лесно, а не да разговарате за криминал кој што се го правеле во минатите 10 години. Затоа може би денеска се плашеше Владимир да отиде во специјалното јавно обвинителство. Меѓутоа, од тука само праќаме порака за поддршка до специјалното обвинителство, за поддршка до правдата за Република Македонија. Изминатите 10 години сите институции во Република Македонија се окупирани, ВМРО-изирани или подобро груевизирани. Заради тоа што фамилијата на Груевски окупираше се. Ги окупираше институциите, ги окупираше граѓаните на Република Македонија, ја окупираше и нивната партија. И сега е време честните ВМРО-вци да застанат рамо со рамо со граѓаните на Република Македонија. Заради тоа што
На тој начин ќе ослободиме заедно и Република Македонија, а ќе им помогнеме да се ослободат и партијата. Заради тоа што навистина е потребна и честна партија која што треба да биде опозиција во наредните години во Република Македонија. Имаме 10 години понижувања на секој граѓанин на Република Македонија. Понижувања на работниците во Република Македонија. Понижување на државната администрација во Република Македонија. Понижување на пензионерите со тоа што ги лажа дека им зголемуваат пензии, а секој ден им земаат по некој денар. Понижување на професорите во Република Македонија кои што ги направија административни работници. Понижување на лекарите во Република Македонија кои што немаат достоинство за живот на нив и нивните семејства. Понижување на армијата на Република Македонија. Понижување на полицијата на Република Македонија. И затоа овој отпор е толку јак и толку силен. Затоа овој отпор никој не може да го скрши 61 ден и нема да го скрши се до падот на Груевски на ВМРО да помине. Вечерва овде пред оваа убава зграда која што е гнила од натре, затоа што имаме човек кој што не е достоинствен да седи внатре, битно е да се упати по раката дека нема никого да штитиме и никој не смее да биде заштитен во Република Македонија ако сакаме да имаме напредок. Ако сакаме да ја видиме Република Македонија таква за која што се бориме 10 години. И затоа мора и од тука да упатиме неколку пораки. Прво, сакам да ги поздравам македонските полицајци, професионалците кои што ја штитат безбедноста и граѓаните на Република Македонија. Поздравот нормално не важи за криминализираните раководни структури на чело со овој началник на СВР Битола. Не важи заради тоа што треба да се одлучи или ќе зима субвенции како што зима годините на назад, а знам точно колку земал и зашто земал, и ќе биде земјоделец рамо до рамо со сите земјоделци во Република Македонија, или ќе биде началник, или ќе биде полицаец. Ама не полицаец кој што ќе пишува пријави, неосновани пријави против нашите револуционери. Момо Капор на времето ќе речеше: најдобриот графит што сум го видел во Белград е "Џаба сте кречили". Јас ќе им кажам: џаби ги пишувате тие пријави. Не ви вредат, сите ќе паднат до еден. Не плашите се тоа. Сите честни професионалци во Министерство за внатрешни работи нема од што и за што да се плашат. И пораката е да работите честно и да се избориме заедно за вашите права. Заради тоа што видов дека секое право во Министерството за внатрешни работи сте го отварувале преку суд. 10 години немате униформа, 10 години немате услови за работа. Единствено што имате наредби да се спротивставувате на сопствениот народ. Не ги почитувате таквите наредби. Застанете во служба на граѓаните на Република Македонија, заради тоа што единствено на кого му должите, тоа се граѓаните. Заради тоа што од нив земаме плата. Втората порака е до државната администрација во Република Македонија. До државната администрација во општина Битола. Не се плашете. Вие
сте и треба да бидете сервис на граѓаните на Република Македонија. Немојте да бидете инструмент на партијата на власт. Ова битка е битка и за вас, без разлика дали ве вработил некој од ВМРО или некој од друга политичка партија. Во последните 10 години, како што е полицијата понижена, така е понижена и администрацијата. Мора секојдневно за некоја мизерна плата да оди по протести, да се качува по автобуси, да им се смеат граѓаните на Република Македонија затоа што не знаат што поддржуваат, а при тоа сите од вас кажувате дека сте незадоволни, но мораме да го поддржиме режимот заради тоа што земаме плата. Јас ви кажувам, и ние ви ја гарантираме платата, и ние ви гарантираме достоинствено место во администрацијата. И никој не смее да ве чепне. Ама заедно мора да се избориме за сите права. Третата порака до сите граѓани на Република Македонија, и до работниците, и до лекарите, и до професорите, до секој еден чесен, одговорен и слободумен граѓанин на Република Македонија. Време е за акција, време е за промени, време е Македонија да ја вратиме на вистинскиот колосек, време е да победиме за Република Македонија, за идните генерации на Република Македонија. Во изминатите 10 години се случија многу лоши работи за Македонија. Меѓутоа, во секое лошо има и нешто добро. И сакам да ги кажам двете добри работи што произлегуваат од целото зло во овие 10 години. Првата добра работа е тоа што ниту една идна власт во Република Македонија не смее да си дозволи да биде иста како ова што беше до сега. Расипничка, недемократска, авторитарна. Мора да бидеме со честна, одговорна власт која што ќе работи во интересот на граѓаните на Република Македонија. И втората добра работа е тоа што граѓаните веќе се свесни дека не смеат да дозволат да имаат власт која што ќе ги плаши, туку да изберат власт и влада која што ќе се плаши од граѓаните на Република Македонија. И вечерва од тука од Битола ги упатувам двете барања, двете пораки за исполнување до 18. Прво, Уставниот суд да прогласи дека специјалното јавно обвинителство е уставно, да не калкулираме. Нема да се спасите со ниту една одлука. Ке одговарате за се, ке лежите во затвори, затоа дајте, барем вие немојте да бидете дел од оваа криминална власт. Ова е порака до уставните суди. Второ, да се укинат притворите за сите револуционери во шарената револуција и да се отфрлат сите кривични пријави. И од ова нема отстапување. А понатаму да се избориме, да го прочистиме избирачкиот список, да ги ослободиме медиумите и да ја победиме оваа багра на избори, тоа многу скоро, и да формираме нова влада за Република Македонија и за едината на нашите генерации. Се до исполнување на овие барања и ќе протестираме, и ќе боиме, и ќе се чаталиме. Нема правда, нема мир. 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 Да живее Битола, да живее Европска Македонија, да живее шарената револуција.